Британскиот историчар лордот Актон е оној кој ја кажал она позната мисла дека моќта има тенденција да корумпира. Е наоѓа врската меѓу моќта и корупцијата. И вели, а пак колку е поголема таа моќ, толку е поголемо влијанието врз корумпирањето на личноста на човекот, а веќе апсолутната моќ и апсолутно корумпира. И тоа се однесува не само за политичката моќ, не само за економската моќ, не само за власта што ја поседува некој, тоа се однесува и за духовната моќ, кон која луѓето копнеат. Иако моќта корумпира, пак луѓето сакат да се моќни, да имат власт. И тоа колку што може повеќе власт. И посебно е опасно кога човекот се стреми кон духовна моќ, кон некакви сили, со кои може да врши дејства чудотворни, и во тој случај таа моќ уште повеќе ја расипува личноста на човекот. Дури и во христијанството има луѓе кои ја бараат моќта како моќ, копнеат кон моќта како моќ. И последниве децении се говори за исцелување во моќ, евангелизација во моќ, за чуда во моќ и така натаму. И тие нешта, молитва со моќ, и сите тие слогани не се така обични, туку дури се, сите до едно што ја кажав, наслови на книги, христијански книги. Молитва со моќ, исцеленија со моќ, чуда со моќ. Кој е проблемот? Проблемот во тоа што таа моќ се гледа како нешто кое е независно дури од Словото, моќ која ја засенува и моќта на Словото. Не сакам да кажам дека христијаните немаат моќ. Да, меѓутоа, таа моќ не е независна, не е одделена од моќта на Словото. И таа моќ не е независна од моќта на Духот кој действува во нас. И фокусот на христијанинот не е моќта како моќ, инаку би имале езотерика. Ако би се стремиле само кон некаква моќ, тогаш би биле некакви мистични верници кои копнеат за некаква духовна моќ, за некаква сила, која доаѓа од искуства со Духот. Целта на еден верник е да го искусува животот на Христос во Словото и молитвата. А тоа понатаму ќе биде живот на моќ. И уште една работа, она што ќе го видим во текстот кој го разгледуваме, кој го прочитавме, моќта што Бог, со кој Бог делува во нас, оди секогаш заедно со светлината. И единствено таа моќ која се покажува со светлината на Божјото Слово е моќ која не корумпира. Зошто светлината секогаш ги осветлува темните места, покажува на корените на злото и действува на искоренување. И тогаш можеме да говориме за моќ која действува во едни чисти и свети срца. Моќ која не корумпира, туку напротив, моќ која обновува, променува и изградува. Значи, тоа е некако во основа темата на овој текст, служењето на Павле во Ефес. Тоа служење се запознавме минатиот пат, кога го разгледавме крајот на второто и почетокот на третото мисионерско патување. Павле за кратко намина во Ефес, бидејќи тоа беше попатна станица на неговото патување до Сирија, Кесарија, Ерусалим, Антиохија, од каде што почнува трето патување. Сам ги поминува галатиските земји, галатиските цркви, ги охрабрува, кон Фригија се насочува и потоа доаѓа во Ефес. Очигледно тоа е цел на Павле, долгогодишна цел, бидејќи Ефес е
голем центар на христијанството во тоа време. Голем центар во Римската империја, се извинувам, во тоа време. Уште на второто патување тој сакаше да отиде во Ефес. Меѓутоа Бог му ги затвореше вратите, го насочи кон Македонија, го помина Егеот, од Македонија во Ахаја, Коринт и потоа пак назад. И конечно се остварува таа негова цел да дојде во Ефес. Како што реков, главниот град на Азија, која денес би се наоѓала во западниот дел на Мала Азија, Азија како римска провинција во тоа време со центар Ефес. Приморски град, град на пристаниште, град на трговија, град на економија и во тоа време познат како ризницата или богатството на Азија. Проблемот на жителите на Ефес било да го задржи тој примат на главен трговски центар, пристанишни центар, бидејќи морето постојано нанесувало тиња во пристаништето и тоа го осложнувало поморскиот сообраќај. И со текот на времето луѓето ја загубиле таа битка со морето, така да го губи со времето тој примат. Но во времето на Павле тој е еден многу важен економски, трговски центар за тој дел од светот. Во поглед на духовноста, во религиозен поглед, во градот бил негуван култот кон Афродита. Позната како Афродита Ефеска. Тоа е елинистичкото, античкото име. Во пантеонот, тој елинистички пантеон, таа го зазема местото на богињата на ловот. Но и еден многу друг исто важна област, во ориенталните средини пак исто била почитувана, но под името Артемида Ефеска, како богиня на плодноста. И така и отсликувана како во статуата, како жена со многу гради, како символ на плодноста, а поклонението пак бил во незиниот храм, храмот на Артемида во Ефес, кој представува едно од 7 древни светски чуда. Огромен храм. Храмот бил 4 пати поголем од Партенонот во Атина. Денес нема остатоци од тој храм, има само, не постои, има остатоци, темели, меѓутоа по својата грандиозност бил познат како чудо. Столбовите што го држале таванот биле обложени со злато, со сребро, со скапоцени камења. И имајќи го во предвид поклонението кон Диана или Артемида, која е богиня на плодноста, самиот култ вклучувал неморални практики. Вклучувал разврат. И тоа било, популарно. Воопшто во древните култови. Во храм доаѓале многу луѓе, бидејќи била една од главните богињи и на исток и на запад, и во елинистичниот, и во ориенталниот свет, и во римскиот доаѓале луѓе од далеко да се молат на Артемида. Дел од поклонението било и пренесување на реликви во храмот и носење на такви реликви, како талисмани, некакви украси, кои биле произведувани од сребро. Затоа околу храмот имало многу такви произведувачи и трговци со реликви, кои биле продавани и важен дел од економијата на градот. Исто така, она што е карактеристично за поклонението на Артемида е окултизам, многу силен окултизам. Верата во демони, во духовни суштества кои го исполнуваат просторот околу нас, била многу силно развиена во градот Ефес. И од тука многу окултни и магиски практики како дел од целото тоа поклонение. Павле останува во овој град подолго од сите други градови во неговата служба. Цели 3 години останува во тој град да служи, имајќи го предвид локацијата, местото. Од тука Евангелието во 10 стих пишува се расширува во цела Азија, така да нас сите во Азија го слушнаа Словото за Господ Исус Христос.
Павле сакаше тамо да отиде многу години порано, уште на второто патување, Бог му ги затвори вратите. Меѓутоа, кога Бог ќе затвори една врата, тоа не значи дека за секогаш е затворена. Гледаме дека сега дојде времето, му отвори Бог врата во Ефес и така ја отвори што ќе видиме со многу голема моќ, со голема сила действуваше Словото тамо. И навистина големи чуда се случија во тој град. Ајде да видиме сега како се развива тоа служење и како сите тие нешта Словото успева да ги победува и духовната пракса, и таа нечесно збогатување, и тие окултни практики и така натаму. Сите тие нешта, религијата, економијата која е градена на идолопоклонство, окултизмот и така натаму, сите тие нешта стануваат големи противници на Евангелието и тоа било секогаш така, не само во Ефес. И затоа, кога од Ефес Павле ќе им пишува на коринтијаните, ќе им рече: многу противници имам овдека во градот. И понатаму каже дека ќе опише неговата борба со луѓето во Ефес како борба со диви зверови. И таму ќе видиме следниот пат, ќе се крене таков бунт, таква револуција против Павле и неговото служење, каква што никаде на никое друго место се нема случено за време на неговото служење. Ајде да видиме како Лука го опишува сето тоа. Влезе, дојде во Ефес, поминува таа случка со тие 12 јудеи кои се крстени преку служењето на Јован Крстител, го примаат духот и Лука продолжува. Во продолжение на 3 месеци Павле проповедаше во синагогата, го проповедаше Царството Божјо. Уверуваше, расправаше, проповедаше. Тие вообичаени зборови што Лука ги користи за службата на Павле во синагогите. Разонираше, докажуваше, споредуваше, отвараше од Стариот Завет за Христос. И сега овдека Христос не е спомнат, Царството Божјо е спомнато, меѓутоа тоа е суштината на Евангелието за јудеите. Важна тема за јудеите, Царството Божјо. Зашто евреите очекуваа Месија кој ќе го донесе Царството Божјо или Царството на правдата. Меѓутоа, Царството на правдата, Царството Божјо, не може да дојде ако нема праведни луѓе. Кој ќе го пополни тоа царство кога нема праведници? Никој не е праведен. И затоа беше неопходно Христос да го заврши прво делото на оправдување на луѓето. Евреите го отфрлија својот цар, царот на јудеите, го отфрлија Божјото царство, отфрлајќи го Христос, распнувајќи го, меѓутоа Павле вели тоа беше пак неминовно, гревот е голем, но тоа беше Божјата воља, Божјиот план за вашето оправдување, да бидете во Божјото царство, зашто човек само преку верата во Христос, кој беше распнат за нас, за нашиот грев, само преку крстот доаѓа оправдување на човекот, бидејќи Христос го земе нашиот грев, нашата вина, нашата казна, за да ни даде оправдување, да не облече со неговата правда, да не исполни со неговата светост. Само така човек може да биде праведен и да биде дел од Божјото царство на правдата. Тоа било проповедта на Павле. Ако со тоа што Лука вели проповедаше, говореше, објаснуваше за Божјото царство, идејата дека им говореше за Христос кој е царот на царевите. И преку неговата жртва и верата во него, вие можете да бидете дел од Божјото царство. Нема друг начин. Тоа е и докажуваше, отвараше од псалмите, од пророштвата и велеше: гледате овдека што пишува. Сето тоа се исполни во животот на Исус од Назарет. Тоа е царот на царството на правдата. И ако ви успеавте, бидејќи тоа беше неговата воља, да го отврдите, да го распнете, тој ќе дојде во сила и во слава да го воспостави тоа царство. И само преку верата во него можете да бидете дел од тоа царство, да го наследите. И 3 месеци пишува, го правеше тоа. Меѓутоа, како што секогаш се случуваше
во неговата служба и во другите градови, во другите синагоги, едни луѓе ќе поверуваат, други го закоравуваат срцето. И до таа мера, нели, некои си го закоравуваат срцето, што пишува дека почнаа да хулат против Царството Божјо. И Павле, кога ќе дојдеше до тој стадиум, да почне се хули против Божјото Слово, се оддалуваше. И си ги зема учениците, пишува, и отиде во училиштето на некој си тиран или тиранин. Луѓето слушаа, светлината им се објавуваше и си го закоруваа срцето. Луѓето го закорувуваат срцето кога не сакаат да слушат Божјата вистина, кога не сакат да ги огрее таа светлина. Тоа често се случуваше, постојано, редовно во службата на Павле, меѓутоа тоа се случува и денес. И во црквите дури, и во црквите. Има луѓе кои си ги затвараат ушите за учење од Библијата, од Словото, кој не е се по нивен вкус. И така се ги закоравуваат срцата за тие учења, а закоравеното срце, срце во кое Бог не делува. Тоест, се затвараат за дејството на Бог во тие области, во тие учења. Не им се допаѓаат, не сакат да ги слушат, ги отфрлаат. И затоа се почеста е, и веќе таа е редовна и таа е општата пракса, да се проповедат само неколку теми, постојано се вртат едни исти теми во проповедите, теми кои се пријатни за слушање, теми кои се по вкус на човечкото уво, по вкус на човечките похоти, на човечкото его, како што нели Павле предупредува за последните времиња што ќе се случува во 2 Тимотеј 4. Дека луѓето ќе сакаат проповедници кои што ќе ги галат нивните уши, ќе го галат нивното его. И се прават такви анализи, истражувања, дека има еден такав фонд од 30 на теми кои се вртат по црквите и постојано се проповедаат. И зошто не се проповеда Словото вака стих по стих? Зошто има многу теми кои не сакат луѓето да ги слушат. Закоравени се нивните срца. Зашто сакат само теми кои се угодни на човечките похоти. И затоа црквата е слаба, нема светлина. Кога се закоравува човечкото срце за светлината, таа се отргнува. Како што се случи во синагогата во Ефес. 3 месеци беа огревани од таа светлина, во еден момент се тргна од нив. И Павле, по својот обичај, отиде на друго место. Отиде во училиштето на некој си тиран, кој буквално значи тиранин. Тоа е зборот тиранос, тиранин или лош човек, човек што малтретира. Не знам дали било тоа вистинско име, никој не си става такво име, може тоа да биде само прекор, надимак. И обично, според стари ракописи што постојат како верзии на книгата Дела на апостолите, тој тиран бил еден филозоф во Ефес кој имал своја школо, филозофско школо. И обично на учителите прекорите им ги измислуваат учениците, нели? И веројатно учениците го нарекле тиранин, бидејќи имал некакви таки, како учител бил тиранин. Како и да е, Павле не е еден од учителите во тоа училиште, не. Павле во тоа училиште поучува за Словото, т.е. го користи училиштето. Под кирија. И дури има древен манускрипт на книгата Дела на апостолите, кој има додаток дека во продолжение пишува дека тој таму поучувал од 11 до 16 часот секој ден. И тоа одговара на културата, на начинот на живење на луѓето од тој западен медитерански брег, кои имаат
одмор од 11 до 16 часот. Не се работи, ручек и одмор, и Павле го користи тоа време. И според тој текст тој работи до 11 часот на правењето на шатори и потоа од 11 до 16 часот поучува во тоа училиште. И тоа што е интересно е дека во тоа време на одмор, како што пише овде дека Лука, многу луѓе доаѓаат. Не го користат времето за одмор, туку одат таму во училиштето на тој учител Тиран, за да го слушат Евангелието. И од тоа училиште всушност, од тоа училиште, во 10 стих пишува дека сите жители на Азија, како јудејци, така и елини, може да го слушат Словото за Господ Исус. 2 години таму поучувал, сигурно доаѓа луѓе од други градове, бидејќи Ефес е центар на животот во Азија, доаѓале луѓе во Ефес, го слушале Павле и така се ширило Евангелието во цела Азија. Голем успех. Голем успех. Работеле до 11 сатот, у 11 оделе да слушат што Павле проповеда и потоа пак се враќале на работа попладне. Голем успех. И таа проповед, тоа слово на апостол Павле, пише вовдека дека е пропратено со чуда. И тоа неверојатни чуда. И ова ќе го прочитате само овдека. Нема на друго место таква ситуација. Како се случуваат чудата? Едноставно крпи, партали кои биле користени од Павле, се положуваат на болни луѓе или луѓе со демони и тие се исцелуваат и се ослободуваат. Неверојатна работа. Интересно нешто. Да, немаме други такви случаи. Тоа не е пракса на служба, тоа не е неков дел од службата на Павле. Има цркви денес кои го прават тоа, носат облика од болни луѓе за да се помолат, служителите и потоа ги носат пак да ги вратат. Не, тоа не е начин на служба на Павле. Тука треба да го имаме во предвид, многу е важен самиот контекст на Ефес. Реков дека Ефес е град на окултизам, град на езотерика, на мистика. Луѓето верувале дека ние сме исполнети просторот околу нас не со бактерии, со вируси, туку со демони, со духовни суштества, кои го контролираат животот на луѓето. Од нивното расположение зависи. Дали ќе има род, дали ќе сме здрави, дали ќе има деца, дали ќе има успех, дали ќе сме здрави, живи или ќе умираме. И затоа треба да постојат механизми преку кои ќе действуваме на тие духовни суштества. Таквите механизми биле окултни, биле магиски, имало, познати се во археологијата, ефеските букви или ефешките букви, тоест тајни книги кои ги учат луѓето на магиски формули, на еликсири, на имиња, користени на имиња и така натаму техники со кои се действува на тие духовни суштества. Магии. И сега што се случува во овој град? Павле го проповеда Евангелието и луѓе се исцелуваат само со тоа што носат обични партали кај болните луѓе. Вака представено, врз болните полага крпи и шамивчиња за пот што го беа допрели неговото тело. Значи, прво, зборчето крпи, значи, да, крпи што се користи да се брише потта, а шамивчина за пот не е шамивчина за пот, тука е работни престилки. Нешто што го користиш, ќе го наметнеш за работа. Очигледно дека овдека, ако малку повеќе навлеземе во текстот, луѓето барале од Павле крпчиња некакви, кои што биле во контакт со него. Кога работел со шаторите, тој зимал партал да се избрише или остану, или пак си прави. Такви некои облеки, делови, крпички, ги давале луѓето, ги носеле кај болните, тие биле излекувани. И која е овдека идејата, поентата?
Во тој град каде што нели се говори за некакви тајни рецепти, тајни способности, езотерички, на вакви гностици кои имаат тајни знаења, овдека Павле воопшто ништо не прави, едноставно крпички, наобични крпички, во кој што нема никаква магиска сила, над кој што не е правено никакво осветување, во кој што нема никакви магии вложено, на кој нема запишно некакви формули, абракадабра, одат и тие се исцелуваат луѓето. Што е една многу јасна манифестација на дејството на Божјата сила. Нема магија, нема окултизам. Најобични крпи за кои Павле не вели, овие имат супер сила, таинствена сила, бидејќи јас тука правев нешто. Не. Павле го проповедаше Евангелието за Исус Христос, Словото за Господ Исус, и луѓе се исцелува, се покажуваше таа божествена сила во тој град. Потоа Павле ким напише на Ефесијаните послание, нели? И во тоа послание Павле, во еден голем дел каде што говори за тие поднебесни сили, на темнината сили, власти, началства и така натаму, од кој имаат страф луѓето таму, им вели, Христос сето тоа го покорил под своите нозе. И во Христос вие сте над нив. Во Христос сте оживеани, воскреснати, вознесени, поставени таму на престолот покрај Христос, и тие немаат власт над вас. И кога им говори и како сега ќе војувате војната со тие началства, сили, власти, со магии? Не. Словото, благодатта, молитвата, благовестието на мирот, правдата, само нешта кои се добиваат во нашата врска со Христос. Ништо друго нема во таа наша духовна војна со тие сили, власти и началства и така натаму. Тие сили поднебесни на злото може да бидат покорени само во Христос. И тоа е поентата овдека. И всушност се покажува, и тоа на што нели Павле во Коринтијаните, 2 Коринтини го вели, покажувањето, демонстрацијата на апостолските знаци. Требаше да има два основни критериуми за некој да биде Христов апостол. Да го видел Христос, нели, и таа манифестација на чуда. И Павле вели, еве, се покажуваат тие знаци и чуда, дека тоа слово што го проповедам е Божјо слово. Потврдено е од Божјата моќ, која и во Ефес действа на таков начин. Но во Ефес действуваше на таков начин. Не. И сега денес има христијани кои велат, кои проповедаат, и тоа треба да биде пракса насекаде, каде што има христијани, каде што има црква, ова треба да го гледаме, што го гледавме во Ефес. Мене не ме загрижува, и тука би цитирал Ема Карл Майкл, една ирска мисионерка во Индија. Во Индија не била само мајка Тереза, имали други многу големи мисионери. Една голема мисионерка која пишува нешто многу интересно, и таа била самата му интересна така мисионерка. Била мисионерка во Јапонија, потоа поголем дел во Индија, кој толку сакала да се интегрира во културата, што целосно нели презела облеката, вакво начинот на насување. Дури со кафе си ја потемнувала кожата, за да не е бела пред индијците. А па кога била мала, многу тагувала што нејзините очи не се сини, туку има кафеави очи. И се молела на Бог да и ги направи очите сини, и никако не успеала. Меѓутоа, кога отишла таму во Индија, била многу благодарна, зашто нејзините очи се кафеави како на индијците. И во својата служба многу девојчиња спасила од проституција, од сериозните проблеми на животот во Индија во тоа време, ги засолнила во духовни живеалишта и ги обучувала во Божјото Слово. И што пишува
гледајќи ја службата на некои други пак мисионери во Индија, вели, мене не ме загрижува толку што денес во црквите не ги гледаме апостолските знаци, чуда и сила и така натаму. Мене ме загрижува тоа што во црквите не го гледаме апостолскиот живот. И тоа е проблемот, сериозниот проблем. И со тоа не сака да каже дека ако имаш апостолски живот, ќе ги имаш и другите нешта. Бидејќи ако другите нешта биле врзани со апостолите во древноста, кој денес ги нема, нели, тие знаци чуда, апостолскиот живот е правилото што ние треба да го живееме. За жал, многу повеќе се говори за тие другите работи, за чудата, знаците, не се говори за апостолскиот живот. И продолжува Еми Кармајкал и вели, но за таков живот треба вистинска посветеност, вистинска доверба во Бог, доверба во Неговото Евангелие. И тој ги критикува мисионерите кога вели таквиот апостолски живот не може да се живе, не може да се оствари со удобство, со лежење, барање на задоволства. И тоа е навистина така. Апостол Павле, гледаме, се посвети на живот, работеше, поучуваше и дури, ако тој поучувал, ако е точно тоа во тој текст, од 11 до 16, навечер подел по домовите и таму поучувал. Например, кога после на враќањето од третото патување, пак ќе помине од кај Ефес, да се збогува таму со служителите, ќе ги собере и ќе им каже: не пропуштив да ви соопштам ништо од она што е полезно и да ве поучам на јавните места и по куќите. Во училиштето на Тиран, по куќите, на плоштадите, на секаде. Ја користил секоја можност да може да го сподели Евангелието. И една убава, интересна мисла пишува Еми, мисионерката, вели: за разлика од нас, кој кога ќе дојде Божјата можност, си правиме сметка колку ќе не чини, сатаната, размислувајќи, нели, колку не чини, сатаната веќе ја приграбил, да не лиши од неа. И во тој поглед таа вели, тој е попосветен во тој поглед од нас. Тој е попосветено работи на уништување на Божјите можности, отколку што ние работиме на нивното користење и прифаќање. И така, тој нас, значи, Словото се распространува и гледаме голема манифестација на сила, на Божја сила. Проповета на Словото го прави тоа. И ако нели правилно сум ги сватил зборовите на Еми, ако ние имаме апостолски живот, навистина во многу поголема мера ќе се гледа Божјата моќ во црквата, во службата. И таа Божја моќ, гледаме, се понатаму ќе видиме, секогаш оди со Божјата светлина. Божјата моќ и Божјата светлина, која осветлува, која изобличува, која го вади на површина злото, секогаш одат заедно. Што се случува понатаму? Некои јудејци, вели Лука, кои лутаат наоколу и гонат демони. И тие се синови, пишува, на седомте синови на првосвештеникот Скева. Таков првосвештеник не е познат во списокот на првосвештениците во Ерусалим, што најверојатно кажува на фактот дека те имаат врска со роднинска врска, првосвештенички од таков род се, и таа своја позиција ја користат за да дадат легитимитет на својата служба. И сега, откако е представено чудото на Павле, што тој прави, нели, какви исцеленија се случуваат и ослободување од демони, сега веднаш следи во продолжение овој текст, овој нас. Поврзани се. Тие луѓе, 7 синови, нивната професија била гонење на демони. И лутајќи тие одат во Ефес, каде што е расширена, е популарен тој бизнис, тој вид на окултизам, така да го кажем, на гонење на демони.
И тие луѓе овдека слушнале за Павле, неговата проповед за Исус Христос и воведуваат во својата служба една магиска формула. Тоа што е, нели, што го користат во нивната служба, таа реченица ве заколнуваме во Исус кога го проповеда Павле, е напишена во според моделот на магиските формули, што ги користеле во тоа време окултистите. Тоа е магиска формула. Како магиските формули биле популарни, обично те вклучувале имиња на авторитети, на некакви учители, такви големи магови. Во името на тој, на тој дух. Ние сега ги бъркаме тие духови. И затоа неправилно е тоа да го земеме, а се користи многу често во христијанството. Јас сум гледал, сум бил присутен, кога ја користи во името на Господ Исус Христос и заповедам тебе, демони, што, да излегуваш. Тоа е магиска формула во тоа време. Така е напишена како магиска формула. Користејќи го авторитетот на Павле, името на Павле и на Исус Христос, кога тие веројатно не го познаваат, зашто нели Павле го проповеда Исус Христос, не го проповедаат тие. Тие чуле за Павле и некој Исус кој го проповеда. И што се случува? Ако во случајот со Павле, кој го проповедаше Христос, беше доволно само некаква крпа да се однесе и демоните да бегат, и што е голема реална хипербола, манифестација, хиперманифестација на Божјата сила. Овдека тие доаѓаат, влегле во некоја куќе, чуле тамо, ги повикале, биле познати сигурно, ги знаеле зашто за тој настан кога тие нема да успеат, сите ќе слушнат. Ќе се рашире насекаде, дека тие седумте синови на првосвештеникот Скева се посрамотиле во нивната работа. И кога отишле во таа некоја куќе да бъркат некако, да ви го каже тоа во името на ве заколнуваме во Исус кога го проповеда Павле, демонот рекол, јас го сум чул и за тоа, ама кој си па ти сега? И скокнал човекот во кого бил демонот и седумте души ги претепал, ама ги здробил од ќотек. Тоа е зборот овде кој употребен. Здрав ќотек им удрил, толку здрав ќотек што тие дури немале време да си ги облечат облеките, голи истрчале да бегат, како што велиме дрим фатиле. И ту ова лук овдека го става како контраст на службата на Петар и комично го представува. Ова е како виц. Треба човек кога го чита ова да се смее. Каква гротеска. Не можеш ти така да си играш со името на Исус. Да си направиш една формула и да си ја рецитираш во името на Исус ти заповедам. Ама кој си да заповедаш во името на Исус? Не е тоа идејата овдека. Никаде не пишува дека Павле, додека го проповедаше Христос, тој имаше за цел да ги прави другите работи. Не, неговата служба беше проповедта на Словото. Неговата цел беше да се разпространува Словото за Исус Христос. И таа фраза, Словото, Божјото Слово, Словото, се повторва за цело време на неговата служба во Ефес. Тој е фокусот на Павле. Словото на Господ. И тоа Слово на Господ ги врши понатаму работите, зашто самиот Павле вели, нема друга сила. И тука зборот е моќ. Нема друга моќ која спасува освен Словото на Христос. Само благовестието е моќта, Божјата моќ за спасение. И гледате што се случува овдека. Демоните не се плашат воопшто од тоа што некој ќе ги заколнува во името на Исус Христос. Не. Демоните ја губат власта кога некој ќе се стави под власта на Христос и неговото Слово. Кога некој ќе се постави под влијанието на Христос. Тоа е заштитата. Во Христос ние ги имаме сите богатства, сите благодети, сите нешто што Бог ги подготвил за нас. Само во Христос. И сите слушнале за тоа. За тој настан
И вели, и многу се уплашија. Зошто се уплашија? Што мислите? Зошто се уплашија? Зошто разбраа дека ниту тие 7 синови на Скева, дека ниту магиосничарите, ниту никој нема на вистина реална власт над демоните. Дека целиот нивен живот е всушност една измама. Сите тие нешта во кои верувале дека ги спасуваат се безумие. Зошто која е реакцијата понатаму, вели текстот? Разбра јудејците елини кои живеа во Ефес, ги спопадна страв и името на Господ Исус се величеше. А пак христијаните што направи, луѓето што беа во црква, и многумина од верниците доаѓаа да исповедуваа, ги откриваа своите дела. И тука зборот е праксис, практики, кој значува магиски практики. Зашто тие луѓе биле дел од тој свет, свет на магија, на окултизам. И кога станале христијани, она што се случува, идолите останувале во срцето, и тоа се случува, остануваат во срцето. Кога евреите беа ослободени од Египет, што се случи? Ти си ги понесува со себе идолите од Египет. И кога за 40 дена го немаше Мојсей, што направи? Си направи исто златно теле како што има во Египет. И кога требаш да влезат во обетената земја во Ханаан, Исус Навин што им кажа? Во 24 глава 14 стих. Бојте се од Господа, служете му и отврлете ги боговите на кои вашите татковци им служеа во Египет. И зошто треба да го каже тоа Исус Навин 40 години подоцна на една нова генерација? Зашто ако нивните татковци си ги понесоа со себе тие идоли, децата продолжија да ги носат во срцето. Оттргнете се. Тие луѓе христијани почнаа да си ги исповедаат своите гревови. Тоест, тоа е моќта која доаѓа со светлината. Тие ги носеле во своето срце и понатаму окултните работи, но доаѓа духот да ги разобличи на еден или на друг начин. И во страв тие почнуваат да ги исповедаат тие своји гревови. Зашто Божјата моќ секогаш доаѓа со светлина. Божјата моќ секогаш доаѓа со изобличување, открива какви корени останале од минатото. Словото е светлина која осветлува и искоренува. Целта на Словото е да промени, да очисти, да преобрази. И таа сила да доаѓа во едно ново срце, да доаѓа во нов човек. Човек кој ќе живее животот на Христос. Инаку, секоја моќ корумпира. Опасно е кога Божјата моќ, кога моќта е во рацете на темнината. Опасно е кога моќта е во рацете на срце, во кое што има корени на злото. Таа моќ уште повеќе корумпира. Уште повеќе расипува. Христијаните дојде и почнаа да ги исповедаат своите греви, своите практики. Сигурно каже, ние повеќе тоа нема да го правиме. Само Христос ќе го славиме. А пак, што понатаму се случува? И многумина се исповедуваат крој своите дела, а мнозина од оние кои правеа магии, ги собраа своите книги и ги запалија пред сите таму. И пишува дека ја пресметале нивната цена, 50.000 сребреници коштале тие книги. Што значи тоа? Сега да не чуди. Колку значи 50.000 сребреници? Еден сребреник во тоа време е платата што еден човек ја добива за еден ден и е доволно тој да покрие за себе, за своето семејство, дневни потреби, храна, облека, се. Тоа е еден сребреник. Јас отворив на интернет дневницата во Европска унија, просечната дневница, е некаде околу 40, мислам беше, евра. Тоест, една дневница, просечна бруто дневница, е 250 евра. Тука се
бруто тоа значи дека некаде околу 150 евра е нето дневницата или околу 4000 евра просечна плата во Европска унија. Така му доаѓа месечна. И сега по тие пресметки во денешни износи 50.000 сребреника би биле 12,5 милиони евра. Толку коштале тие. Представете си богатство од 12,5 милиони евра се собере да се запали. Тоа покажува силата на Бог. Тие книги овде за кои што станува збор се познатите ефешки книги кои содржале во себе рецепти за магии, имиња, формули и така натаму. И бидејќи тие магии се нешто окултно, тајно, не е тоа нешто што се продава во книжарници, секој може да се купи. Тие тајно се пренесуваат само на избрани луѓе. Не може секој да располага со нив. Избрани луѓе. Коштале многу скапо. На некој да ги разбере тие тајни треба да плати. Имале висока цена. Како што денес некои луѓе си имаат тајни за готвење и не ги даваат така на секого. Ние имаме едни комши со кои се дружевме известно време. Чувме дека имале во минатото пицерија и ги прашавме, ние дома си правиме пици, ама не е тестото како во пицериите. Кој, имате ли некоја тајна? И тие рекоа, да, има тајна, ама ние плативме 500 евра за таа тајна, па ако сакате да ви откриеме, ќе платите 500 евра. И рековме, нека си ги јадеме пиците такви какви што се. Така и во тоа време коштале многу тие книги. Не е чудо, овдека Лука не претерува. Пребројале 50.000 сребреници коштале тие книги. Уште една потврда за дејството на Словото, кое доаѓа со сила, со моќ, за да ја покаже во човекот, да го покаже гревот, да ја покаже темнината и да потекне кон ослободување. Овде ќе имаме ослободување од таа темнина. Она што го пишува во Ефесијаните, и тоа е начинот вие да се спасите, вие да се ослободите од стравот, од демоните и од тие поднебесни сили и власти началства и така натаму. И продолжува, и така завршува тој текст, така моќно растеше. Зборот моќно растеше е еден збор во оригиналниот текст, а во основата зборот кратос, што значи моќ, значи сила. И сега како можеме, ако буквално би го превеле, дека се омоќуваше, се помокно, повеќе сила и повеќе сила. А што? Словото Господово. Не Павле, не неговите искуства со Светиот Дух, не некои негови пракси, дејства и така натаму. Не, Словото Господово. Словото Господово моќно растеше и се засилуваше. Не, овдека зборот, оригинален збор, исхио, значи да надвладее, да победи, да покаже надмоки над се друго. Павле проповедаше, а Словото уште повеќе добиваше сила, моќ и надвладуваше над се. Надвладуваше над тие учења таму, надвладуваше над тие учители, над тие вакво практики и така натаму. Тоа е моќта. Осветлувајќи, победуваше, даваше, покажуваше на вистината. И сега тука, како некој заклучок за нас, тие луѓе кои слушаа, христијани кои отидоа во црква, влегоа, тие луѓе продолжија, си останаа идолите во нивните срца. Нешто што се случува и денес. Со тоа што денес идолите се посуптилни. Тогаш биле видливи, биле обликувани во кипови и така натаму. Денес се многу посуптилни. Тоа се идоли кои го заменуваат Бог во смисла што тие стануваат фокусот на вниманието, основата за сигурност, за доверба, надежта за успех и така натаму. Како работа, семејство, луѓе и така натаму. Да, тие нешта се претвараат во идоли и остануваат
во нашите срца. Меѓутоа, тоа прави Словото на Бог, кој действува со мок и светлина. Тоа е светлината. Да ги види тие корени што останале во нас, за да бидат искоренети. Тоа е болно. Боли кога се корне, кога се вади нешто од нас. Боли физички, но уште повеќе боли во нас. Меѓутоа, тоа е целта, тоа е смислата на Словото. Тие стари навики кои тешко умираат да бидат искоренети. Затоа има мок Словото. Словото, мокта на Словото е токму таа. Тој процес на осветување кој ќе продолжи до крајот на животот, нема да заврши во некој момент, да кажеме, додека сме овдека на земјата. Тој процес, носејќи светлина, тоа Слово, мокно действувајќи, да не преобразува. Како што го проучуваме Словото, како што се молиме и така натаму. Ние сме во Христос, Тој е жив преку Духот во срцето на секој верник и во тоа е големата сила, големата животворна сила. И нека Бог ни помогне. Има една песна која пееме: се му предавам на Исус. Тоа е тој доживотен процес. До крајот на животот ние му предаваме се повеќе и повеќе. Поголем и поголем дел од нас. Повеќе и повеќе областите од животот. Бидејќи тоа е мокта на Словото. И тоа е нашиот фокус. Тоа действо на мок, на сила, на светлина на Словото во нас. А другите нешта Бог решава како ќе ги покажува. Боже, дали ќе има знаци или нема. Гледаме како на различен начин, на различно место, Бог според својата воља соодветно ја покажува својата мок и сила. Но секогаш тој апостолски живот е живот на преобразба, живот на осветување, живот на наше обликување според Христос. И нека Бог ни помогне да живееме таков живот кој му е нему угоден, на послушност, на одене со Духот и тоа секојдневно. Амин. Ај сега ќе се исправиме, да се помолиме и потоа ќе го славиме Бог. Татко Небесен, ние ти благодариме за